Доцент доктор Марко Кртогица од Правниот факултет во Скопје. Добро утро, господин Кртогица. Добро утро. Јас ве замолив малку да се видиме да продискутираме за уште една актуелна тема, бидејќи еве ја имаше и во вестите, а таа се допира до нашите изборни закони, како се регулирани така натаму. Додуша ова барање на ВМРО ДПМН да се укине преспанската, се извинувам, пржинската влада, не е директно дел од изборните закони, но има врска со изборите, бидејќи таа беше, знаеме сите, во еден историски момент конституирана како одговор на една голема политичка криза и недоверба во политичките фактори. Како гледате вие на прво на ова барање околу пржинската влада? Треба дојдено и истечен ли е рокот на етикетата? Па, многу убаво дефиниравте дека пржинската влада дојде во еден многу специфичен период за нас како општество. Имено таа беше резултат на една голема политичка криза во текот на 2015 и 2016 година. И истата беше формирана по договорот во Пржино со идеја дека и партиите односно најголемата партија на опозицијата треба да учествува во определена преодна влада која ќе има задача да ги организира изборите парламентарни. Тоа се однесуваше на периодот 2016 година, изборите 2016 година, но се провлече и понатаму. Практично, од ваквото решение гледаме дека во тој период не сме имале доверба дека институциите поседуваат кредибилитет да организираат фери демократски избори. Па и нема кредибилитет, да мислам, која ќе ги видиме тие практики што се правеа, особено во последните 2-3 изборни наврати, бидејќи ВМРО доека се, како да кажам, привикнуваше на власта, имавме едни коректни ситуации изборни, но потоа негде кај од 2010-та веројатно наваму еве слушаме и по сите овие судски процеси како и лифтови се заглавували, што се друго не се правело. Со други зборови, време е да ја нема веќе пржинската влада. Па јас заедно сум убеден, тоа е дека политичката состојба е драстично различна од периодот од 2015 и 2016 година. Дали институциите ни се подготвени, тука имам определени сомнежи, но низ призма на науката, многу често кога посебно луѓе наблюдуваат од надвор, гледаат дека пржинската влада е неспецифично решение. Тоа не е стандардно решение и представува сигнал дека нешто во тоа општество политички не чини. Според тоа, јас секогаш сум апелирал да одиме кон стандардни и досадни решенија кои ќе дадат сигнал дека станува збор за нормална демократска држава. Во таа насока, да, мислам дека е дојдено време да ја напуштиме пржинската влада. Доктор Кртогица, а дали е дојдено време да го менуваме изборниот законник? Особено во овие насоки за кои што се заговара, има голема јавна дебата, една изборна единица, отворени листи. Така, може би е добро време да се дебатира, бидејќи формално ние сме прилично далеку од редовни парламентарни избори, а меѓународните стандарди говорат дека минимум 6 месеци пред избори не треба, односно максимум 6 месеци пред избори треба да се завршат изборните промени и да се остави 6 месеци простор да граѓаните се навикнат да ги разберат промените во изборниот законник. Една изборна единица е решение кое постојано се провлекува кај нас и постојано е решение на кое инсистираат малите политички партии. Тоа е логично, бидејќи малите политички партии преку една изборна единица се надеваат дека повеќе места ќе обезбедат во македонското. Најпросто кажано, ќе се пребројат вкупните гласови на цела територија, наместо ни 6 изборни единици да се поделат и никогаш да бидат доволни за барем еден пратеник. Тоа е суштината нова. Што се слабостите на тој модел? Во принцип, една изборна единица поседува голем број на слабости. Првенствено, многу често кај нас се говори дека болка на македонската демократија, дека пратениците се прелојални на своите партии и дека се предалеку од своите избирачи. Верувам дека една изборна единица ова прашање ќе го крене многу повисоко, бидејќи сега нема да бираме 20 пратеници од една изборна единица, туку 120. Да. Тоа е сосема логично дека ние нема да имаме можност сите 120 да ги знаеме, ниту па тие 120 да поседуваат време и капацитет да се представат во секое населено место соодветно. Ќе ве прашам деликатно, знам дека малку и ве туркам веројатно и некоректно, особено за овој вид на кратки разговори, но мислите дека е таа варијанта подобра од овие 6 изборни единици? Не верувам. Најпроблематичниот момент се однесува на опасноста од
креирање на нефункционални институции. Имено една изборна единица може да доведе до влез на голем број политички партии внатре во парламентот и да го фрагментира парламентот. За некого тоа е добро, бидејќи би довело до шаренолик парламент, каде што би имало поголем број на дискусии, поголема контрола врз извршната власт. Меѓутоа, мене ме плаши друга работа. Мене ме плаши моментот дека поголем број на политички партии внатре ќе доведат до тешко формирање на влада. А и особено по тоа стабилност на Стабилност. Значи, ние многу лесно може да влеземе во состојба каде што новото нормално ќе биде дека ќе немаме влада политичка со месеци. Една италијанска ситуација. А да ве прашам, како ќе се рефлектира, освен што малите партии ќе добијат шанса, оти тука и прашањето на прагот, дали треба или не треба го има, како тој ќе се рефлектира врз мултиетничкиот карактер на Македонија, бидејќи овој изборен модел кога се правеше, па се менуваше и така натаму, тој секојаш има таа компонента како една природна главен критериум околу тоа што се добива на изборите, бидејќи нас таа стабилност ние се разбира клучна. Так. Во принцип, ако погледнете моментално поделбата на 6 изборни единици, ја помага регионалната димензија. Кај нас, посебно, ако ги погледнеме 5-ка, 6-ка, 1 и 2 како изборна единица, тоа е многу битно од аспект за албанските политички партии. Ако ги погледнете, они се прилично резервирани во поглед на идејата за една изборна единица. Нема дилема дека една изборна единица ќе даде шанса за сите, меѓутоа повторно ќе го запостави регионалниот пристап. Во таа насока ние може да се најдеме во состојба каде што сите 120 пратеници ќе ни бидат од Скопје, да кажеме. Да, тоа е голем проблем. Луѓето не разбираат што значи оваа дебата. Бидејќи може буквално, ако не сите 120, ама добри 80 да бидат од Скопје. Тврдам дека една изборна единица ќе придонесе да политичките партии не обрнат доволно внимание на позапуштените региони во оваа држава и тоа дополнително ќе придонесе кон поголема маргинализација на тие региони. Бидејќи таму има помалку гласачи, а секој политичар тендира да води таму каде што има гласови. Так. Го забрзувам овој зашто сакам да дојде за прагот. Прагот е нешто што обично кога една изборна единица се заговара, природно се наметнува. Кај нас првичната идеја е да немаме изборен праг и тоа било кој од аспект на наука веднаш би го критикувал, бидејќи изборниот праг колку толку треба да заштити од таа фрагментација. Во нашиот случај, ако погледнеме ваквата поделба на 6 изборни единици, иако немаме формален изборен праг, придонесува за некој изборен праг од 2 до 2,5%. Така што очекувам дека големите партии ќе го актуализираат прашањето за праг, меѓутоа повторно треба да се биде внимателен со неговата висина. Се над 2% повторно ќе даде веројатно дури и полоши резултати за малите политички партии од моменталната состојба. За крај да ве прашам, дилемата, иако таа е веројатно за цела емисија дилема, но сепак отворени листи да или не, бидејќи имаше едно залетување околу тие предлози, сега гледам дека како малку да се подигнаа кочниците, луѓето не разбираат, барем оние кои што не се баш зафатени со проблематиката, кои се проблемите на отворените листи. Што е вашиот став за отворени листи? Отворените листи неминовно се подемократски, бидејќи се дава можност на избирачот самостојно да го бира кандидатот. Во овој момент ние имаме затворени листи каде што партиите ги подредуваат кандидатите и ние како избирачи немаме некоја голема улога. Вака поставено ова звучи многу привлечно. Демократски начин како граѓаните да имаат поголемо влијание врз своите избирачи. Но повторно, како и се во изборниот систем и во изборните модели, секое решение поседува своји предности и своји слабости. Отворените листи за нас како општество кријат многу слабости. Број 1, во надеж дека кандидатите треба да се приближат од своите избирачи, веројатно кандидатите ќе почнат да говорат се и се што само за да добијат гласови. Што значи, реално отворените листи кај нас може да го зголемат клиентелизмот, популизмот, а во едно општество мултиетничко како нашето, па и национализмот. Втората битна работа е дека отворените листи поседуваат капацитет да направат голем раздор внатре во политичките партии, бидејќи сега битката нема да биде само партија против партија, туку внатре во самата партија еден кандидат против друг кандидат. Некои велат дека е тоа демократизирање внатрешно на партија. Можно е, се сложувам, меѓутоа во оваа насока тоа може да дојде до страшен расцеп внатре во политичките
партии и треба да имаме уште една работа предвид дека отворените листи представуваат комплициран начин на гласање. Добиваме тетрадки, книги на избори и треба сега сите и писмени и неписмени да одат на 100 страни да бараат свој кандидат. Тоа може да доведе до избирачи после првото искуство исплашени од моделот и повеќе да не ги видите на избори да заминат во еден вид на пасивност. Плюс, вака сега имаме многу доктори во парламентот, просто диспропорционално и некои други професии, а вака може да убиеме пејачи, артисти, оние кои што се селебрити, кои што ги препознаа јавноста, дури да не мора да ги барат из листите. Така е. Доктор Марко Кратогица, ви благодарам за овој краток, но многу содржен разговор. Јас пак ќе ве викам затоа што оваа тема бара и ќе одвоиме барем уште едно 5 минути за малку барем подлабинска една расправа. Ќе ми биде задоволство. Ви благодарам за овој одличен утрински брифинг.